ми текна дека овие што се резервисти од армијата, тие од време на време ги викаат на вежби, меѓутоа поголем дел од времето се седат, мислам, они си добиваат нека плата, бенефити, меѓутоа тоа е многу ниско. А сите имаат барем секрет е основното. Викам сигурно барем секрет, клиранс имаат и почнав да барам и викам која земја најефтина, Флорида, не баш, ми текна Пуерто Рико. Тие се со пониски стандарди и барам, се јавувам на еден кандидат и викам слушај вака и вака, дали си слободен? Вика, па да, вика, не слободен сум, вика. Викам, волка е цената, вика, супер, одлично. А пасош има ли за Белгија? Да, тоа беше следното прашање. Пасоши, не знаеа дека треба пасоши. Они не знаат и дека требаат 5 сати порано да бидат на аеродром за интернационални флајтови. Сето тоа требаше да се искомуницира. И американците сакаат да ги потсеќаш, дали стана. Леле. Дали облече кондори или уште си по столки. Мислам, на тој начин се функционира, меѓутоа, окей, тоа е менталитет кој што ти на германец да му се јавиш да му речеш се спремаш за интервјуто он сајд, дали облече кондори, ќе ми спушти телефон и нема да отиде на интервјуто. Меѓутоа американците тоа си го ценат и го гледаат како акт на, нели, kindness, се грижиш за него и така натаму му помагаш. Да се вратам на приказната само на кратко и викам дали случајно имаш некој другар, пријател кој што може да дојде со тебе. Вика да ти дадам ја број од капетанот на скводот. Вика види со него. Цела единица, баш буквално му се јавувам на тој капетан или лидли што и да беше. Викам слушај вака и вака, дали може да ми најдеш луѓе? Викам цел комишен тебе ќе ти го дадам, не е проблем. Ма каков комишен, вика одличен е ретот, вика за 2 сати ги имаш сите луѓе. Јас жива срекна, 22 отида.